Македонија, кога сите со голема радост зборувавме дека после толку многу години дојдовме до автономна своја македонска држава, иако за жал беше само едниот дел од таа наша етничка Македонија, поточно Социјалистичка република Македонија, која беше држава или република во рамките на Федерална Југославија. Крајот на 80-тите и раните 90-ти години на 20-тиот век донесоа големи промени во светот, а особено во Европа. Со падот на Берлинскиот зид почна да се испишува нова европска историја. Заврши студената војна. Заедно со зидот, под налетот на демократските сили, паднаа и комунистичките режими кои половина век го делеа континентот на два дела. Во тие големи чекори, кон освојувањето на демократијата се вклучи и Македонија, започнувајќи го патот кон самостојна и суверена држава, надвор од Југословенската федерација. На 25. јануари 1991 година Македонскиот парламент ја усвои декларацијата за независност на Република Македонија, пошто следуваше и одлуката за распишување референдум. На 6. август 1991 година Собранието на Република Македонија со акламација донесе одлука за распишување референдум на кој граѓаните на Републиката требаше да се изјаснат за прашањето. Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија? Вака формулираното прашање беше поставено пред се поради фактот што Југословенската народна армија се уште се наоѓаше во македонските касарни и низиниот врв размислуваше со силата на оружјето и заплашување да го спречи неизбежниот процес на распаѓање на самата федерација. Референдумот за самостојна и суверена Република Македонија беше спроведен на 8 септември 1991 година. Од вкупно запишаните 1.494.626 гласачи гласаа 71,85%, а од нив дури 95,32% се изјаснија за формирање самостојна и суверена држава. Врз основа на резултатите на референдумот, кои ја отсликуваа желбата за независност на граѓаните, Собранието го заокружи процесот на осамостојување на Република Македонија. По ова изјаснување, на 17 ноември 1991 беше донесен и изгласан првиот устав на суверена Република Македонија, а следниот месец на 19 декември 1991 година во Собранието беше усвоена Декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Неколку месеци подоцна, ЈНА ја напушти територијата на Република Македонија, а на 18 август 1992 беше формирана и армијата на Република Македонија. Важен чекор кон монетарното и економското осамостојување беше и воведувањето на македонската валута, денар, на 26 април 1992 година. На овој начин, 8 септември 1991 година останува да се памети и да се празнува како датум на кој беше формално почната и остварена историската цел на нашиот народ. Овој датум означува реализација на идеалите и копнежите на генерации македонци кои ги посветија и ги дадоа своите животи во вековната борба за формирање самостојна македонска држава во која конечно македонците, заедно со другите граѓани кои се дел од заедниците во Македонија, ќе може да живеат слободно и самостојно. 8 септември е ден кога се слави независноста на Република Македонија. Никој не очекуваше дека ова осамостојување на Република Македонија ќе донесе и лоши последици, а како факт да сето тоа е големото лоби од грчка страна кои работеа врз наше уништување на македонството. Богатите грчки аристократи од целиот светот почнаа со нивната антипропаганда врз Македонија и македонската нација, но исто така користеа грчките власти за таа антипропаганда за Македонија од парите што Европската унија и ги даваше за инфраструктура и други потреби во Грција.
Бугарите пак, божем премногу ни се пријатели, на брзина ја признаа први Република Македонија со уставното име. Но како? Бугарите ја признаа само држава, Република Македонија, односно само територијата, додека пак нација, јазик, црква, историја ги ставија на страна. Но не беа Грција и Бугарија, па дури и Албанија сами за да го уништат и последното од македонството. Западните сили, оние истите кои од секогаш работеа врз уништување на македонското име, македонскиот идентитет, оние истите кои без нити тронка жал ги поделија браќата и сестрите за да некој после тоа и никогаш да не се видат на тој проклет Букурешки договор во кобната 1913 година. Ја поделија Македонија на 4 дела. Ја поделија тие европски дами Англија, Германија, Франција и Русија, но тогаш цар беше Николај Романов со германско потекло, а не како денешниот наш Путин кој отворено на Западот им кажува дека нема да дозволи тој експеримент што го прави Западот за Србија и Македонија да им се исполни. Да се вратам на 8 септември 1991 година, кога на лицето на секој македонец сјаеше веселата насмевка. Меѓутоа, наивните наши македонски политичари, вклучувајќи го и Киро Глигоров, премногу му верува на тој Запад, кој во сршта е и расипан и злобен. И верува на Америка и НАТО, на исто НАТО кој во егејскиот дел на Македонија го направи првиот експеримент како да го избрка македонскиот народ од своите таткови, дедови огништа и да насели туѓинци од Кавказ, од Понти, така натаму, или како што ги викаат просвиги, маџири и слично. Македонските политичари им веруваа на Англија и Германија, а и свртија грб на Русија, мислејќи дека тој проклет Запад ќе го реши македонското прашање, а со тоа и за секогаш ќе се затвори. Но не беше така. Германија, Англија и Америка или НАТО, а позадина така наречената длабока држава на Америка, на која длабока држава најдобрите поштари и уништувачи на православието и македонството се Бил и Хилари Клинтон, потоа Сорос, поранешниот амбасадор во Република Македонија Бейли и уште многу други. Но најпрво побара да промениме знаме, а потоа чекор по чекор не присилија речиси се да ни се земе. Работеа тајно за албанските политичари во Република Македонија со однадвор терористи, а се разбира тука под терористи се и Али Ахмети, Талат Џафери и други. Донесоа во Македонија и муџахедини, па дури и американски генерали во пензија да се борат на страната на тие албански терористи во 2001 година. Тука требаше со будно око да гледаме врз домашниот фактор. Однадвор го направија и атентатот пак на Киро Глигоров, кога Западот виде дека на некој работи самиот Глигоров им се спротиставува, бидејќи иако на Западот им требаше 10 или 11 години, сепак Глигоров ја разбра суштината на западните држави кои се само 6% во светот, а големи уништувачи на светот. Но уште со осамостојувањето на Република Македонија, тогашниот лидер на ДПМН, а и премиер на Република Македонија Љупчо Георгиевски беше поврзан како и денес со странските разузнавачки служби, соработувајќи и со Бугарија и мислејќи дека ова парче на Македонија ќе го земе Бугарија, иако и денес Германија со Америка и Англија работат да го поделат на Албанија и Бугарија. Дали некој од вас се запрашал каде Љупчо Георгиевски го најде Борис Трајковски? Го донесе во Македонија за да Америка го постави за председател на Република Македонија, а всушност тој ја донесе најголемата катастрофа, исполнувајќи им ги сите задачи на НАТО и ЦИА со војната во 2001 година, а потоа и подпишувањето на Охридскиот, односно рамковниот договор. Тогаш кога Георгиевски беше премиер, а Црвенковски опозиција, тогаш кога беше на овој подписнички договор Љупчо Георгиевски заедно со Никола Груевски, кој Никола Груевски беше и како министер за економија, а исто еден вид советник на Љупчо Георгиевски. Би сакала да ве потсетам околу Трајковски. Кога Солана од НАТО му свирна на Трајковски да ја прекине војната во Арачиново, кој требаше до темел да се уништи, зашто во подрумите беше албанската мафија и терористи заедно со американските генерали. Иако нашата армија и полицијата се спротиставуваше, но Трајковски си го зеде на своја рака и го прекина огинот.
Едноставно, им исполна многу желби на албанските терористи, а подоцна политичари кои Никола Груевски во 2011 година ги стави во својата влада. Талат Џафери го постави за министер за одбрана, односно на војската, Нихију министер за внатрешни работи, поточно на полицијата, а истата година ним им вети дека ќе направи да се зборува албанскиот јазик низ целата територија на Република Македонија. Исто така знамето и химната, како и палетите на униформите на полицијата и армијата да се сменат. Тој таен договор беше наречен Мајски договор, кој тајно владата на Груевски без опозицијата тајно го потпиша со албанската партија Дуина Али Ахмети. Но да спомнам, албанското население во Република Македонија само за председател го признаваат Борис Трајковски, а другите, вклучувајќи го и Глигоров, никако не сакат да чујат. Се спекулира и следново. Што го натера Васил Тупурковски Циле, кога отиде во Виена и се сретна со неговиот колега и пријател Папандреју, и во вечерните часови му се јавува на Глигоров, кој му имаше дадено на Тупурко одврзани раце, верувајќи премногу во него. А Тупурко му спомна телефонски за тој така наречен пакет со нови имиња за Република Македонија, што се договарале со Папандреју, што Глигоров беше шокиран. Исто како што рече по враќањето од Америка од 4 до 5 години седење во Америка, Божем пишува книга за историјата на Македонија, а тој дојде во Република Македонија, формира нова партија ДЕА и се поврза со партијата на Љупчо Георгиевски за да ја срушат партијата на Бранко Црвенковски, за што и навистина успеа. Тогаш и Тупурко јавно изјави да се направил некаков си историски договор со албанските политичари во Република Македонија. Но и го призна тогаш Тајван, јавувајќи дека ќе добиел $1 милијарда за кои не знаеме кај отидоа. Многу пати имам слушани, но односно се шпекулираше. Кои се поштарите на ЦИА и НАТО, односно на странските разузнавачки служби за уништување на Македонија? Се спомнуваат имињата на Љубомир Фрчковски, Срđan Керим, кој беше амбасадор во Америка, па и во Германија, и кој најмногу им помогна на албанците за да го изберат за председател Борис Трајковски. Посебно, кога беше пак во Америка, дали и колку средби имаше Срđan Керим со ЦИА и НАТО, или пак Тупурко. Паузата во така нареченото пишување на неговата историска книга за Македонија во Америка, каде престојуваше 4 до 5 години. Позади тој параван, дали Тупурко стваруваше контакт со ЦИА и НАТО, за да потоа дојде во Република Македонија и ја сруши владата на Бранко Црвенковски, или пак би ја спомнала и искубаната кокошка Ратмила Шеќеринска со муртинското чудовиште Зоран Заев. Сето ова што се шпекулира треба да размислиме колку е точно, зашто гробарите на Македонија си го направија своето. Ете, сега овој кретенов со име и презиме Зоран Заев донесе 650 афганистанци, плюс 30 од албанско потекло, родени во Македонија, а работеле на американската база. Македон, татко мој, ова ли е моето поколение? Јас, Филип II, цар на Македонија, денеска на 24 златец, 7507 лето, во гробот во кутлеш се превртувам и поради срамот со името наградено на државата ги проколнувам предавниците од родот мој со клетва голема и еднаква на срамот. Изроди едни, проклетство нека ве прати за целиот живот. Сите небесни молњи врз главите ваши празни нека се струполат. Дошто постои зло на веков и на светов, во вас да се вклешти, красти и улери струпести, душите продадени да ви ги вадат, крокодили острозаби, утробата да ви ја раскинат, орли крстатни на карпа вжештена, труповите да ви ги черечат, богови
Синовите Севишни паднат на колена од гробот ги молам. Сета кълнатија небесна и земна и на овој и на тој век таму врзвас да ја истурат изроди едни, што ја турнавте Македонија во пропаст да понира со пристанот ваш, името свето.